Здраво на сите, тука е Дана Уристовски, добродојавте во 12-тиот Devotional, каде што идеме заедно по Евангелието од апостол Јован и стигнавме до 6-та глава од 16 до 21 стих. На овие видеа го читаме Божјото слово, го читаме тоа Евангелие, таа биографија на Исус Христос, го споделуваме Евангелието, се молиме заедно и се охрабруваме. Ова сакам да биде едно место на љубов, едно место на охрабрување, каде што заедно како Христова фамилија се поддржуваме и се охрабруваме со зборови едни со други. Напишете ми во коментар како сте, напишете ми во коментар молитва на потреба и јас ќе се молам за вас и секој кој што ќе види било каква молитвена потреба напишана во коментар, нека се моли едниот за другиот, молете се еден за друг. Ова сакам да биде, како што кажав, едно место на љубов. Доколку не сакате во коментар, пишете ми во порака и ќе се помолам за вас, ќе се охрабруваме едни со други понатаму. Како што сме го правеле тоа и до сега. Пред да продолжам со читање на овој текст, сакам да ве замолам да го споделите ова видео, бидејќи тука ќе биде споделено Евангелието на Исус Христос, таа добра вест која што спасува, добрата вест која што спасува душа за вечност. А сега, ако ми дозволите, ќе се помолам за вас и ќе се префрлиме на читање на стиховете. Господи Исусе Христе, фала ти за секој ден кој што се вклучува на ова видео, те молам ти допреги, Господи, ти благослови ги, ти доближи ги до тебе, те молам ти задржи им го вниманието до крај да слушнат твојата порака, да го слушнат твоето Евангелие целосно, Господи. Те молам ти чувај ги нивните фамилии во ова несигурно време, благослови ги Исусе Христе. И ова го молам во твоето име. Амин. Како што кажав, ќе читаме од 6-та глава од Евангелие по Јован, од 16 до 21 стих. Вели: а приквечер учениците негови слегоа до морето, влегоа во кораб и тргнаа преку морето кон Капернаум. Морето пак се подигаше, зашто дуваше силен ветар. А кога беа поминале 25 до 30 стадии, односно 5 до 6 километри по наша мера, го видаа Исус како оди по морето и се приближува кон коработ, па се уплашија. Но тој им рече: јас сум, не плашете се. Тие сакаа да го примат во коработ и веднаш коработ пристигна до брегот каде што одеа. Овдека има во овие 6 стихови има една многу мокна порака која што ни ја праќа Божјото слово, која што ни ја праќа самиот Христос преку ова Божјо слово. Вели во 18-тиот стих, значи вика Исус пред тоа во претходното видео 15-тиот стих вели Исус се повлече сам во гората. А во 16-тиот стих вели учениците негови слегоа до морето, влегоа во кораб и тргнаа преку морето кон Капернаум. Исус се повлечен сам на гората, додека учениците негови сами тргнаа во чамецот по морето, да предат од другата страна на морето. Вели, а морето пак, додека тие беа сами, Исус беше на гората, сам, се подигаше зашто дуваше силен ветар. Најдојде бура, најдојде невреме. Најдојде во ноќта, во што вели приквечер, на стемнување, најдојде бура. И вели кога поминаа 5 до 6 километри пловејќи по морето, го видоа Исус како оди по морето и се приближува кон коработ, па се уплашија. Најверојатно него ни препознаа. Но тој им рече: јас сум. Бидејќи тој свати дека тие не го препознаа него. Не плашете се. И тие сакаа да го примат во коработ и коработ веднаш стигна до другата страна на брегот. Која е пораката која што сака овдека да ни каже Божјото слово, која што сака да ни каже Исус Христос? Какви бури да ни дојдат во нашиот живот? Какви невремиња да ни најдодат во нашиот живот? Доколку нашиот живот е изграден врз карпа, доколку нашиот живот е изграден врз темелот кој што е Исус Христос, нашиот личен однос со Исус Христос, нашата лична релација, нашата послушност кон Исус Христос, доколку ние целосно го предадаме животот на Исус Христос, секој еден дел од нашиот живот, тогаш знаеме дека нашиот живот е изграден на карпи и каква бура да дојде, ние не треба да се плашиме. За тоа и Исус самиот им вели: не плашете се. Бидејќи Исус никогаш не остава сами до крајот на бурата. Бури ќе надојдат. Исус вели во Евангелие по Јован 11 глава вели: дојдете кај мене, не плашете се, дојдете при мене. На друго место вели дека да, во овој свет ќе имате неволи, ќе имате потешкоти, но не плашете се, ја го победив светот. Исус Христос не ни кажува дека ние нема да имаме неволи, дека ние нема да имаме проблеми, дека ние нема да имаме потешкоти. Ние ќе ги имаме сите тие работи. Ќе имаме бури ќе надоаѓаат во нашиот живот. Но насред тие бури да знаеме секогаш дека Исус Христос е тука. Но интересно е што во сред таа бура ни неговите ученици не го препознаа. Тоа е интересното, каде што тие не го препознаа, но нивниот поглед беше свртан кон него.
и пробуваат да го препознаат. И тој им каже, јас сум, не плашете се. И Исус сега тебе те вели доколку се наоѓаш ти во сред бура, во сред потешкотија, доколку ти се наоѓаш во криза во твојот живот, доколку ти се наоѓаш во безизгледна ситуација во твојот живот, Исус те вели, јас сум, не плаши се. Исус е тука со тебе сред таа бура. Се што треба да направиш е ти да го примиш во твојот кораб, да го примиш во твојот живот. Да го примиш, дури да не го познаваш моментално, пак Исус е до тебе во сред таа бура. Се што треба да направиш е ти да го примиш во твојот живот, да отвориш вратата. Во Откровението пишува дека Исус чука на вратата на секое срце и чека да вечера со тебе. Исус чука денеска на вратата на твоето срце и чека да вечера со тебе. Сака да влезе во твојот кораб. И што се случи кога влезе во коработ на учениците? Тие веднаш пристигнаа од другата страна на брегот. Најнаш пристигна од другата страна на брегот. Тие патуваа 5-6 км, Исус дојде, бурата прекина и тие веднаш се наоѓаа на другата страна на брегот. Исус веднаш ќе те однесе од другата страна на брегот, од другата страна на проблемот. Само ти треба да го примиш Исус, само треба да го прифатиш Исус Христос во твојот кораб, во твојот живот. Предай го твојот живот на Исус, повеќе кон него во молитва, а тој е тука и ти вели, не плаши се. Чао.